Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добре дојдовте во новата епизода на Спорткаст со Стефан. Наш денешен гостин е Ненад Маниловски, повеќе кратен шампион државен шампион во кикбокс и во повеќе наврати светски шампион. Ненад, добре дојде и фала што ја прифати нашата покана. Добро најде, фала што ме поканивте. Како си? Добре. Опуштено? Да. Кажи ми повеќе за твоето детство, за како влегуваш во кикбоксот, повеќе да се запознаат гостите повеќе со тебе. Кикбокс почнам од 14-та година во клубот Шампион. Тоа е тука во центар кај Дом Нарама. Доле во селичето. Ја уствари сакав да вежбам, да тренирам кунг-фу, пошто тоа време сум Брус Ли, Джеки Чан, такви работи. И среќа што немаше кунг-фу, туку најблиско што беше до тоа беше кикбокс. И ајде ќе идеме кикбокс. Добро, окей, работа рака нога, супер топ. Влегувам во селичето, како дете срам ми е да влезам со другар, се буткам, ајде ти, дојде. Што сакате? Кикбокс. Ај влезете, викам внатре. Влезеш внатре, стоиш, го гледам прв пат Урко таков голем. Да, си да го знаеме Урко која, да. Имаше една крушка, се сеќам, крушка нешто мало. Да, за мал, да. Беше крива. Пробува да удри, не може со рака, со нога над глава, буп, ја врати. Викам, кај дојдов, шо е ова, што се случува? А си тренирал нешто пред тоа карате нешто, малце гимнастика, ама така минимално, неколку месеци. Каратето не ме беше интересно. Кати на друго не, сакав контакт. Сепак си влегол претходно во тие борички вештини, да. Борички спортови, да. И почнам таму со другар, ајде ќе идеме на кикбокс, Идеме месец, два, три, он прекинува, не сакам, ја викам ништо, ќе идам. Продолжувам. Се заљубив спортот, едноставно сакав да има баш таков контакт, не се тепање, ама борба да кажам. Удирање, удари рака нога, беше кул, интересно и така. Имаш на таква дружба, тоа компактна група беше, сите беа повозрасни од мене, 22-3 години. Ја бев дете и се смеев на нивните глупости. Тоа кое е време од прилика? Тоа е 14-та година. Тоа е 2000. Да, 2000 точно се. 2000 точно, Как кога ти направиме некоја паралела, како било тогаш? Имало ли заинтересираност? Поголема или помала за разлика од сега? Па немаше толку. Значи имаше, ама беа 2-3 клуба само основани, таму колку може да собереш членови. В Дом Нарама не знаеш салата, малечка е, тесна, собира максимум 20 луѓе. Но ни толку, тоа е многу, 10 луѓе сме биле во салата. Се има преполни сали. Значи има и многу сали, има многу клубови што се полни. Значи кикбоксот е на високо ниво. Барем од тоа што е многу повисоко ниво. Децата сакале да тренираат тогаш кикбокс, бидејќи си почнал ти сам, веројатно си отишол со другар, но на крај си продолжил сам. Немаше деца. Ја бев најмал да кажам, другите беа сите по 20 плюс години. Не знам, едноставно беа таква, ти кажам, компактна група, беа сите другари. И кога ќе стаиш во една сала другари, све и свашта паѓа. Интересно, забавно беше. Деца немало, не. Сега кај нас е преполно деца. 5-16 години кај нас во сала е полно. Кога разбра дека кикбоксот е тие онака спорт на кој треба да го насочиш целиот свој фокус? Па прв или втор тренинг. Веќе знаев. Сакав. Дека сакаш да тренираш и да сакав и да тренирам, сакав да се направам после тоа и сакав да успеам. Че сакав, баш беше целта да стигнам светски шампион. Тоа беше целта во главата и само тоа. Школа едно друго многу слабо. Не сакав да учам, ама кикбокс и спорт сакав. Че веќе тука си средношколец веројатно. Да. Прва година. 8 оделение, прва година средно, веќе терам посериозно навлегувам, сакам секој ден да вежбам, да тренирам. И само сала дома и тоа е, и надвор дружење с другари и така. За разлика од другите спортови, таа возраст 14 години е веќе доцна за влегување во некој спорт. Како е во кикбоксот? Доцна или не е доцна? Не би рекол дека е доцна, мислам дека е баш идеална. Идеална кога возраст. веќе телото е горе-доле поразвиено, коските се оформуваат, мислам јак си веќе силен, знаеш што преш, кога ти каже застани, да застанеш пред огледало и да удираш, да знаеш зашто го преш тоа. Дека е мал, пошто сум работил и со мали деца, нема гледа на страна и не му интересно. Ај удри, застани, да, добро, и ќе гледа. Не е тоа. Веќе 14 години, кога ќе му кажеш на дете направи го тоа, знаеш што треба да направи и зашто го прави тоа. Дека има нека цел. Кој ти бил прв тренер? Урко, Дејан Митровски. Да, Урко.
Значи тоа е само кикбоксерска школа тогаш? Кикбокс, да. Да, не е ни бокс, само кикбокс. Не, кикбокс. Само Стрикно кикбокс. да. Он ти ја всади таа љубов кон кикбоксот, дошто прв тренинг беше Па или? можам да кажам да, он и атмосферата таму. Беше баш, кажам, забавно, пошто ја и како дете сум се дружил со повозрасни, ако сум бил 14 години, со 20 годишни сум седел. Тогаш имавме играчници, да идеш на компјутер и играш Да, и така. да. Што таа возраст ми биле секогаш нивните заебанци ми беа интересни. И таква компактна група и се заљубив таму. Едва чекав да одам на тренинг. Беше смешно и забавно и плюс сакав да тренирам. Ајде појасни ни тие тренинзи. Тие се групни тренинзи или секогаш било индивидуално? Групни тренинзи. да. Групни, бевме група од 15 луѓе, ќе ти кажам, ја бев најмал, ама се трудев највеќе. Да. Кога загревање сте прво да ги претрчам, не знам така, во глава имам. Да бидам најдобар таму, кога ќудираме да бидам најбрз, најак и така натаму. Со тоа што концептот е загревање, класично, па индивидуално истегнување, загревање и после тоа се работеа дали фокусери, дали спаринг човек на човек со ракавици и такви работи. Тоа беше на крај стомачни склекови стандард за сила вешби. На кој ниво биле тие тренинзи? Еднаш дневно, два пати, три пати, како? Три пати неделно. Три пати неделно беше стрикно рекреативно. Ја мислам дека правам ку знае што, ама со три пати неделно за надпревари не. Да, Нема ако шанси. направиме некоја паралела за другиве земји за профи боксер, зашто сепак ти си повеќе кратен државен шампион во својата категорија, затоа потоа ќе збориме како се делат категориите. Веројатно си бил поради твојата голема инволвираност кон спортот, твојата голема пожртвуваност, колку е потребно за да достигнеш тоа светско ниво, колку тренинзи неделно ти се потребни и по колку часа? Да го достигнеш да стигнеш до тие светски резултати, светски Јас кога почнав да се спремам сериозно на превари, треба некој си 14-15 тренинзи неделно. Чи тоа е 2 пати на ден, некојаш и 3 пати. Чи мора тренинг. Едниот беше трчање, дали на водно, дали на кеј, дали скали, трчање нагоре надале за кондиција. Вториот тренинг беше стрикно кикбокс и третиот тренинг комбинирано од кикбокс и нешто сила. Така да многу вежбање. Нема, спиеш навечер, мислам легнуваш од 10-11, сабеле стануваш од 7, да идеш на водна. Да. Ако не да го фатиш денот. Па да одмориш, после имавме во дом на Арама вежбавме, ни беше отворена салата, на кај 1,5-2 сати идевме. Правевме втор тренинг, некојаш и трет тренинг во партизан салата, таму вежбав, се вежбаше џудо. салата. Вежбаше џудо таму, да го поздравам овој тренер Двонко Јаневски, што многу ми помогна за кондиција. Кај него, значи, во салата вежбав, ја будирав вреќа, имаше вреќа од страна и од страна правев склекови, згибови, стомачни, такви работи. На тие реквизити, консорачки, такви ствари. Се сеќаваш ли на твојот прв резултат кикбоксерски? Се сеќавам, да. Да. Каде го направи тој резултат? 2002 не беше резултат, туку беше пораз, не е битно, тоа е прва борба. 2002 не се сеќавам во кој град, дали беше Струмица или негде, ама губам. Првата борба ја губам. И тоа со јадење тутек, онакво здраво. Да. Ја знам дека имав крв од нос, дека ми тече доста и дека бев многу љут дека изгубив. Беше буквално да се опцувам со тој шо пришти, зашто ме тепаш толку работава. Да. И значи тоа е 2002 и после тоа после колку време тренирање? 2 години. Година и пол, така, година и пол, 2. И после тоа не знам зашто има некој спор нашиот клуб со федерација и не одевме на надпревари никаде до 2006 или 2007. Така нешто. Јас значи стагнирам, пак вежбам многу, сакам да идете на надпревари во рамки на нигде? Нигде неделно надпревари, само се стагнирам, си вежбам во клубот 3 пати неделно, спаринзи, тренинзи што ти правам и толку. Ама сакам секогаш да имам желба да имам турнир. Втората борба ми е на Балканско првенство, тоа е 2006 во Охрид. Се организира таму. Таму идам буквално ми се јавува Урко, сакаш да идеш на турнир 3 дена пред турнирот. Сакам како неќам, едва чекаш. Идеш, ама не е тоа. И таму изгубив, мада требаше Значи таму се отишол без подготовка, на класична. Не, подготовки, туку 3 пати неделно колку можеш да се спремиш. Со тренинзи, сам, индивидуално. Тогаш Урко влегува во политика, се трга на страна и се менјаат кај нас 7 тренери, да кажем. Еден дошол в друг, дошол трет, едноставно гледаш дека не иде и продолжува сам. Од љубов све.
И 2006 ми е таа борба. Губам таа борба со тоа што сите ме убедуваат дека сум требало да ја победам, дека судиите лошо суделе. Не е битно дали било како било. Едноставно, Борба добро. после 4 години сепак. Да. Тераме понатаму и сериозно почнувам ја од 2009. 2009 ми е прво светско првенство. Исто такво најава, 2 недели пред турнир, сакаш ли еш на светско? Како не ќам, едва чекам. Идам, пасош имаш? Немаш. Ајде, ќе вадиме пасош. За 3 дена вадат пасош. Идеме во Австралија. Австралија на турнир, ми се паѓа прво коло Србин. Пат, да ти кажам, турнир, да. тоа е пат со едно комбе никакво, мислам никакво. Од Федерација комбе ограничено на 80, вратата не се затвара кој што треба, дува сегде, доаѓаме таму 17 сата пат. Доаѓаме таму, сме дошле порано, не пуштат во хотел. Спиеме 2 сата во комбе. Повлегуваме во лобија, после тек не сместуваат. Колената, не седиш и колената ти се вака, 17 сата замисли. Стануваш и го обтегнуваш нозите и немаш станот те болат и се укочени нозите. Нареден ден треба, мислам се мериш дента, нареден ден треба да имаш борба. Цел укочен. Добро, како и да е, втора, трета борба, не очекував. Мислам, ја очекував, си правев лажна надеж, ќе имам резултат. Нема шанси. Србин ми се паѓа, ме тепа прва рунда, втора рунда, значи ме малтретираш, се вика. Пушта еден хајкик, значи горе во глава удар, се повлекувам назад, ме закачува со палецот во око. И окото ми се затвара скроз. Едното око ништо не гледам. Трета рунда кажам не гледам, сега прекинувам борбата. И не фаќа паника, ја мислам дека ќе го изумам окото, готово. Идеме у болница, едно друго, чекаме чекална да ме снимаат. Немате кациги на тие на Имаме кацига, ама знаеш, се повлекуваш назад, гардот ти е горе, се повлекуваш назад, демек да избегнеш. Ама краток сум за малце. Ја пушта и со палец буквално, значи тоа не се случило, не знам каде и дали општо се случило. Буквално со палец по око. Идеме, чекаме во чекална да ме снимаат се окей, нема ништо скршено, нема ништо пукнато. Хемотонот кога што ми беше оп, наеднаш пушти. Викам прогледав, добре. Да. Преживеав ова. Губам што губам таму, тоа е тоа, паника малце за околу окото, ама окей, после 2-3 месеца, значи гледам матно, ма се стабилизира. Тоа да кажам би била една посериозна повреда и може единствена. Другото има некои пукнатини на раце, на нозе, ама тоа ништо страшно. Нормално за боречките вештини, ништо страшно. Кикбоксот, да. Ништо страшно. Значи ти почнуваш уствари со порази првите борби ти се уствари порази. Тешки порази. Да. Што не ни требам да сум на тоа место, ама идам како ајде, демек дете иди. Сепак тие не те оддалечиле да прекинеш со спортот, туку само да тренираш и да газиш. Тоа гледаш до кај си кога ќе изгубиш. Гледаш дека не е тоа што мислиш, пошто во клуб бев најдобар. Во клуб кога си најдобар си ограничен, не можеш да видиш до кај си. Тоа го гледаш на турнир. Турнир губиш и викаш, окей, до тука сум, ми треба уште, што треба да направам друго. Тогаш немаш ни интернет сега ти да гледаш програма, да вежбаш, да правиш, немало кај YouTube такви работи немаше, не постоја тој период. Внимаваше на исхрана се до тоа време, тогаш немаш не јадеш. Веќе немаш надпревари, немаш борби, немаш вакво, значи ништо сега, значи сум имал ја моменти кога што државно првенство сум јадел 2/4 бурек и пол литро јогурт и влегам внатре и победувам, и онака, не се замарам, ама смета тоа, смета. После почнувам да барам, чепкам веќе интернет, излегуваат работи, чепкам и гледам за храна за такви работи. Почнувам да пазам. Че се внимава, храната е многу битна и сега мислам дека кога сум знаел тогаш овие работи што сега ги знам, ќе сум имал многу подобар успех, ќе сум бил полесно, ќе сум можел да направам рекавери од тежок тренинг. По турнирот во Австрија, што следило? По тој пораз, по таа повреда? Следува тренинг, многу тренинг. Следува 2010-та го скокам тој турнир, пошто не една година иде светско, една година европско, значи секој 2 години се менуваат. 2010-та не одам на светско, ама идам по помали турнири, соберам искуства. 2011-та е Оште си задов во истиот клуб? Во истиот, да. Клуб не сум сменил, освен од кога прекинувам со борби, веќе менувам клуб. Мислам, работам во друг клуб. 2010-та, значи, правам пауза од светско. 2011-та светско организираме кај нас во Скопје. Викам, дојдете се. Да, сега спреман. Спремање максимално, тогаш запознавам со мојот, да кажам, кондиционен тренер Звонко Јаневски. Со него, тој е джудиста. Значи нема допирна точка со кикбокс. Ама знае контактен спорт, знае кондиција.
И идеме прв пат, ми вика, ајде ќе работиме. Океј, што работиме? Ќе доеш на водно. Си бил на водно, викам, сум бил онака рекреативно. И ми викаше, спремен си? Спремен сум, како не, ја мислам некако знаеш што сум. Пошто везвам секој ден веќе. Идеме на водно, завршуваме тренинг што го завршуваме и ме гледа само дете, вика, сега спремен си? Само со главата му правам. Не сум спремен. Толку ми беше тешко и мачно тоа водно. Заинтригира сега. Кажи ми како се одвивал тој тренинг на водно? Се сеќаш? Буквално го качуваш водно од полициска станица до средно, од средно трчаме до Марково Крувче. Тоа е трим патека, сега е проширена, порано беше на козја патека, никаква да беше. Трчаме такво и нема ми откажуваат нозе, не можеш нагоре. Не секогаш било на рамно трчање, рамно и нагоре има разлика огромна. Вика, спремен си? Не сум спремен. Океј, сега работиме. 7 саат са беле водно, 9:30 или 10, 11, зависи како кој имаше слободен термин, во Магнус. Тоа е на Урко салата, новата сала. Така работиме цела година. Доаѓа 2011, мислам, доаѓа турнирот. Јас сум спремен, би сам посмрен, не сум осекал никогаш во живот. Прва борба со киргистанец, ја победувам на поени. Втора борба на светски шампион над када? Светски шампион во Скопје. Во Скопје се одржува тоа? На 2011. Светско првенство. Втора борба ми е против Турчин. Турчинот не ми го кажуваат кој е, за не се уплашам. Работам што работам. Не можам да го стигнам, ќе го погодиш едно краше второ, тој му се спојуваат очите, таман да падне, ама нема, искусно бега, движи, собира поени, ме победува. Јас сум таква една депресија после тоа. Буквално сум затворен дома во соба и плачам, се смидат солзи на тој момент. Плачам може едно 4 сати, како не сум го освоил турнирот. После тоа ми кажува, знаеш ли кој беше тој? Викам, не, ми го отварат на YouTube, тој кајден борец, не знам колку може, 2-30, 40, 50 борби таму победени. Значи да го победам многу тешко, нема шанси. Минимални се шансите. Да. Ништо, тераме понатаму. 2012 идеме во Романија. Романија веќе се префрлам активно работам од ринг, се префрлам на татами. Пошто има 3 дисциплини се ринг, 3 се на татами. K1 low kick, full contact се ринг, point fight, light contact, kick light се татами. Значи тие се многу блиски до ринг, значи low kick што работев и kick light се многу блиски. Не баре исти, само што не сме нокаут на татами. Не сме со полна сила. Да, обичните гледачи како мене не ги разграничуваат многу тие работи, ама убаво да се знаат зашто има сепак контакт, има контакт, има крвање нос, така натаму знае да ти броја, ама не смееш онаков тежок удар за нокаут. Само беше близко. Се снајдов многу добро во таа дисциплина, таму оствојувам второ место. А до тоа само во ринг се надпреваруваш? Само во ринг, да. Пошто не постои други дисциплини за татами. После тоа ги воведуваат. Од 2011 уствари они почнуваат со киклайт. Ме терат мене на репрезентација, абе ќе освоиш сигурно. Нема шанса да се спрема за ринг. Абе ќе освоиш сигурно, иди таму. Не отидов, егото ме погаси, да кажам, нема, јас сум ринг фајтер, сум едно друго, нема врска. Таму интересно е што освојува Димитар Георгиев, што е негова сала, така што сум сега моментално, он освојува 2011 киклайт, тепа тројца или четворица, зима, он е првиот, да кажам, светски шампион, и уште еден освојува исто злато, киклайт исто, во друга категорија, Александар. Георгиевски, така нешто презимето, не знам, ќе го помниш. За жал, значи, не сум таму, ми покажува егото, ама идеме наредна година, идам и ринг и татами, пошто беа одвоени тие првенства. Едно првенство е само рингови, друго првенство е само татами. Речеме, декември, тоест ноември е еден дел, декември е друг дел на турнирите. Имаш шанс да стапуваш и таму и таму. На ринг не се снајдов, исто изгубив во прво коло, се снајдов многу подобро во Романија на татами. Тепам прва борба, втора борба, трета борба, четврта борба, финале. Таму сме отидени сами, мислам сами, само тренерите и надпреварувачи. Председателката тогаш Александра Делковска не доаѓа, дали од финал или не е битно, и најнаш доаѓа за финале. Вика, имам двајца финалисти, вика, нема шанс да не дојдам. Доаѓаат, значи пак тоа ни беше подршка. Се борам против Русин, Русинот ме доминира максимално, значи буквално
губа може 7-8 поени, значи нема шанса да го победиш. Ама од таа борба научив, многу научив. Го сменив стилот на начинот на пристапот на тренинзите, мислам и на самата борба. Ми помогна многу тој човек. Не сум другар, комуницираме на Инстаграм, значи ми помогна многу. 2012, 2013 не сеќам кај е турнирот. А во домашно првенство се надпреваруваш, се враќа клубот во домашно првенство? Значи, пошто нема конкуренција, немало, сум бил секогаш најдобар на тие меѓународни и домашни првенства, не го ни рачунав. Имаш една-две победи, нема кој да ти конкурира. Едноставно повеќе од страва почит не се борат на тоа ниво што треба да се борат за да не победат. Едноставно идеш и газиш. Тепаш све пред тебе, кој да е, не е битно. 2013 мислам дека е Шпанија. Мислам дека е. Се тепам таму, ама исто и ринките тами. Не парам резултат. 2014 кај беше, не се сеќам. Точно, не е битно и таму нема. 2015 доаѓа Србија Белград турнир. Океј, идеме, значи низ цела година. Значи ти од 2011 до 2015 цело време си идеш по некој процес со кондиционен тренер, со тренер за кикбокс. Не. Или? Сам, све сам. Да кажам сам, освен 2015 од презентација прават припреми што се малце посериозни, ама не се доволни. Нема врска. Ќе кажам за тоа, значи да стигнам само до моментот. 2015 имам само еден пораз, тој ми е во Тешањ, тој е еден многу ниско ниво турнир, значи многу слаб турнир. Таму нема шанса да идеш, сакаш да идеш на светско, да не поминеш таму. Ја таму губам. И ме удари на таква депресија, исто ме тера на плачење, на све, викам, се спремам за светско, а не можам да поминам Тешањ. И му отидов тогаш на тренерот, значи мора да го кажам ова, на тренерот тогаш ни беше Драган Атанасовски, влегов у соба, расплачен цел, му кажам, тренер вака и вака, дали можеш ти од мене да направиш шампион, мора да го освојам. Он само ладно ми вика, не можам, нема што да правам и ме одбива и јас на навената глава си излегувам. Ме враќа тогаш жена ми, сега што ментално тогаш беше девојка, вика, смири се, вика, ајде, јак си, можеш да вежбаш, тренирај, има успех во тебе, само продолжи. И продолжувам буквално сам, мислам сам, кога ќе кажам сам, без тренер, туку со Димитар Георгиев, со кој е Бован Илиовски, со Филип Митровски, Шики, со Милан Кубин и така натаму, има 5-6 луѓе сме. Вежбаме во дом нарама, салата ни отворена, тераме. И со Звонко Јаневски, што тоа што ми дало он знаење како да се спремам кондиционно, зборам на водно, сила, енергија, така натаму. Доаѓа 2015 светско првенство. Прво, второ, трето коло проаѓам, четврто коло, значи за финале, за светско против Турчин пак. Турчинот има освоено, што не е битно. Прва рунда водам, втора рунда губам, трета рунда веќе правам еден таков пресврт, туку се давам, значи идам до крај, што сака нека биде, има да го победам, нека биде последно. Го победувам за 2-3 поена разлика, така нешто. Значи му правиш пресврт до трета рунда. Пресврт до трета рунда правам, тоа е, не знам, многу јако, има едно видео, ќе ти го пуштам. Значи до тоа трета рунда за да стигнеш, треба да си многу кондиционен спремен. Треба да си спремен и психички и физички. Да. Пошто пак нешто губиш, абе треба да стигнеш, ама нема ти враќа. Не е битно, го победувам. Сум среќен, мислам дека сонувам. Се качувам буквално на трибина, седнувам на столица, држам за глава 15 минути. Ми доаѓа преходниот противник што го победив, британец беше. И вика, вау, вика, мен, incredible comeback. Вика, не вратам, вика, пресврт, вика, не ми се верува дека се случи ова. Ево, освои ми, тако сум готов, веќе тоа е тоа, го постигна врвот. Си освоив целта. Има момент кај што Бобан Илиовски, има, ќе ти го покажам, ти викам видеото на YouTube, кај што татамите се овде, тука има ограничено кај што можат они да се движат. Он од кај нашиве, тука се турците. Он полека, како вика се радува, иде на кај турците, влегува турците, од турците влегува внатре на татамите и го гледаат од страна и само го тргна страна. Мора да искочиш, ако не дисквалификација, вика ќе добиеме цела презентација, крај вика џабе освоил. И овој таков цел збуне добро, окей, се враќа назад. Че многу го сакам за тоа детето. Многу јака поддршка,
Не знам, наставно тој момент Да. не може да се долови, не може да се изглуми такво нешто. Значи тука ти е више првиот голем успех, Тука е, да, најголемиот освојување успех. на светско првенство во вакво. Така. Во татами. 2016 ние Грција, таму освојам трето место, една победувам, втората ја губам. Тоа е тоа. 2017 пробувам да барам титула, само противникот е премногу јак, премногу спремен, и што во прво коло британец, тој освои таму 3 злата во 3 различни дисциплини. Че со него немав шанси. А ја ги гледав другите, викам, овој британец врска нема, ама не исправно така. 2018 правам свадба и се фокусирам на тоа. Викам 2019 ќе се вратам како што треба, ќе почнам да вежбам. Фаќа корона, прекинуваат, нема нига турнири и тоа е тоа. Ја веќе решавам дека идам у пензија и прекинувам со надпреварувачки дел. Сето ова време што го раскаже. Имаш ли некаква финансиска помош од страна на агенција за млади спорт или се е тоа само финансирање? Само финансирање. Во глобалација било само финансирање. Само финансирање. Зашто сепак и на тие турнири треба да се плати и котизација, постојат и пат, добро, веројатно нешто и кикбоксерската федерација. Федерација, да, значи они само плаќа за светско и за европско првенство. Тоа устари не знам како они ги наоѓаа парите, не е ни битно, тоа од федерација го правеа. Да. Нас не интересираше, само знаеме дека имаме светско првенство на таа дата и дека ни е све покриено. Че тоа плаќа светско и европско првенство. А другите првенства само финансирање. Да, жива и здрава, мајка ми Да. сите пари ги даваше, тоа е тоа. Кај што си немал, нема ќе најдеш. Јас спонзори никош не сум барал, не сум ни знаел како да барам, за некој да ми помогне, така да Да, се било тоа на свој мускули джеп и било да. све сами. Браво, жртвуваност Да. на ниво само за да успееш во. Не, од љубов све. Мгм. Ако немаш љубов и не сакаш, џабе, ако сакаш ќе најдеш начин. Ќе поземе мајка ми од еден од друг, од трети Да. враќа, тоа е. Не сме имале, ама сега фала Богу да чукнам од дрва, добро ни иде, финансиите се окей, да имам осварено спортска пензија, што е солидна, помага таа многу. Имаш ли некоја одличие од државата? Па дајте таа спортска пензија и нели признание дека сум светски шампион. Да. Така да имам некои исто награди, 13 ноемврска награда за освоено, уште некои такви помали награди што да значат, ама финансиски не. Освен стипендија што сум добил 2015 до 2017 и прекинувам 2019, кажам идам пензија, прекинувам со тоа и следува пензија, таква спортска и тоа е тоа. Бидејќи кикбоксот е контактен спорт, на колку години смее да се бори еден професионален борач, кикбоксер? Збориме за професионал или аматерско? Дајде да ги разграничиме Тоа е тоа. аматерски и професионалниот. Аматерско смеат, мислам дека од 9-10 години, Мгм. ама ја не би препорачал 14-15 години. Пошто има дури и помали 7-8 години. Знаеш, нас не интересно го гледаш, убаво се тепаат, знаеш, смешно ни е. Ама кај нив тоа е пекол. Знаеш, пак некој твоја возраст те тепа, те удира. Така да препорача од 3-14 години па нагоре. Кој веќе разбира зашто го тепаат и што прави. За професионално од 18 па нагоре. До 18, колку до- години смее да се бори професионален? Професионално мислам дека може колку сака, има некои до 50 и нешто години, што не е здраво, не е нормално, не е ни битно, тоа е нивен избор. Аматерско е од 19, сениорско зборам, од 19 до 41 година. Од 41 година после тоа има ветерани, од 41 до 55 години за ветерани. Што значи да си професионален кикбоксер? Како се влегува во тоа друштво? Тоа треба менаџер Мгм. да ти закаже борба. Дали во странство, дали тука кај нас. Што ние тоа го немаме, за жал. Едино што успел е еден од кај нас од клуб, тоа е Сунер Мифтар. Моментално е во Холандија, таму се спрема, може да има меч во брзо време, во камп кај Майкс Джим, тоа е најпознат кикбокс джим. Таму се треба сварти кај да е, он едино што успел и успел сам без менаџер. Заедно со него идеме пред неколку години во Турција, договара преку негови канали некој менаџер, му договара борба, идеме баш буквално противникот кај Майк, од кај Майк Джим. Идеме таму, буквално не пречекуваат, као на филмови. Се слетуваш од аеродром, те зимаат со комбе такво лимузина, те носи во хотел, те сместува, за 2 дена, 3 дена имаш борба, пред тоа ти е мерење, пред Како конференцијата чест. така натаму. Значи многу јако. И
таму ја губи борбата, ама се покажува многу добро. Значи борба многу добра. Иде наредна година на некој камп, го среќава таму мајк, пошто он многу се негови борци, мислам дека е во Хрватска. Среќава, вика, да, вика, се сеќам на тебе, многу добра борба направи. Вика, дојде кај мене во джим. И дечко виде кај него иде на припреми некои 3 месеца. Така нешто. И му вика, окей, сакаш ли сега борба? Сакам борба, како не, одма, едве чека. Значи, тој е менаџер од висок калибар што може да договори борба, што вика вака. Секој го барат, има многу добри борци. Тој е, значи, единствен што кај нас успел сам, без наша поддршка, мислам, од менаџерски аспект зборам. Стига он до Јапан. Има, тоа е цела голгота, да стигнеш ти од Битола сам, во Скопје сам, да дојде, да стигне да се бори во Јапан, што е светски број 1. Ама тоа за друго, ти се го викнеш него, да си каже све, многу ва приказна и таа, како стига он од Битола, Скопје не знае никој, па се наоѓа со Димитар, па доаѓа кај нас во клубот, почна да вежба со нас, почна да припреми такви работи, борба една, друга, трета, стига до Јапонија на турнир. Ајде да ги разграничиме сега категориите во врска со тежините. Ти се поставени од Светска кикбоксерска федерација? Да, стриктно? Да, стриктно. Значи нема менување на тие категории во тие се фиксни, почнуваат најлесни сте 51 кила, иде 54, 57, 60, 63,5, 67, 77, така по 2-3 кила рипат нагоре. 75, 87, 85, минус 91, плюс 91. Значи до 91 е устари границата тука, 91 и над. И Има една е под полутешка и друга е супер тешка. Значи под 91 и плюс 91 кила. И ти во глобал секогаш се надпреварал во која категорија? 67 кила. 67. 67 на ринг, 69 на татами, пошто имаат они малце други, беа 63 едната, па 69, па третата после 74 малце се поразлични, ама тука негде се, од прилика. Тие сега кога се борев ринг бев 67, татами 69, значи тука ми беше околу 70 кила варирав и спуштав, секогаш требаше да спуштам по некој кила, што е многу мачно, ама мора. Ајде за таа 2017 година кога прекинуваш со кикбоксот, со се префрлаш на сосема друга работа. Сакаш фокусот да биде на семејството. Ти беше ли тешко да се откажеш? Да ја донесеш таа одлука? Па не ми беше сеедно, ама да, не дека беше лесно, ама не дека правилна одлука мислам дека донесов. Правилна одлука. На колку години се пензионираш од тие? Тоа е колку сум 30 години. 30 години. Така нешто му доаѓа. Значи доста рано, 10 години пред да можеш 7, 8 така, 30 на година, да. Значи 10 години пред границата. Толку е настанно. Ајде да речеме, може некој да тера до 34-5, ама не е веќе здраво. Не можеш да го пратиш тоа темпо. Настанно. Мада науката е напред и тренизите веќе и исхрана и све помага, ама не можеш ти да се на 35 години со некој 22-3 години не можеш да се носиш. Кога се на колку години ги имаат има ли правило кога да се направат големите резултати? Кога е пикот? 27-8 години. 27-8. Тогаш имаш и искуство и сила и све. Од 27-8 до 30 веќе си врв и после само паѓаш. Се тоне. Значи немаш се вадиш веќе на искуство. Веќе немаш ни, знаеш, животот го терашите, зборам, семејство на друго, не можеш со исти интензитет да тренираш. Прето сум на 20 години сум бил слободно, што сакам правам. Вежбам, спијам, тренирам се, кај жена, или семејство, едно друго, обврски, работа, пошто ако не работа, не можеш да се финансираш само цел живот. Како на 30 години нема да видиш ти со 12.000 плюс да јадеш и да спиеш и да тренираш и да идеш на турнири, немаш финанси. Мора нешто друго. По завршувањето на боричката кариера се префрлаш на своето искуство, сакаш да го пренесеш на младите. Кога влегуваш во тие тренерски води? Тренерски води ја уствари влегувам многу поодамна, со тоа што клубот во Дом на Арама сум тренер и надпреварувач истовремено. Што тоа не треба се случува. Не можеш, наставно тоа и тоа. Да идеш на тренинг, нема шанси. Да водиш ти тренинг и плюс да се тренираш за надпревар. Тоа нема теорија. Да кажеш ај сега тоа работи, па на страна сум ај комбинација добро, тајмер пушташ, ја малам вреќе, они малку фокусири. Ни го гледаш, ни го провериш што сака прави. Знаеш, нема концепт, нити е фокусот на твојот тренинг, нити е фокусот на негов тренинг. Значи го водев тој клуб
со партнер еден, со тоа што ја пари од таму не земав за жал. И еден ден реков, ја го правам без пари, нема шанси, се откажувам, прекинувам тренерски кадар тогаш, тоа е 2000 и кое 7, 8, 9, така нешто. И викам се фокусирам само на надпревари. Се тркам на страна, ми даваат евети во отворена сала, вежбе кога сакаш, ама се тркам веќе од клубот, така кажам од тој матичен клуб, групен. Да. И викам толку од тоа, се надпреварувам и 2017, 2018, 2019 отворам јас клуб во Песталоци. Во Песталоци во основно училиште. Тоа е мал клуб, дали број некои си 10-15 луѓе, нема ни толку. Океј, имам детска група, тераат и тие. И Димитар отвара, мислам дека беше 20 или 21. 2021 го отвора клубот. Колку време го тераш клубот? Го терам до цело време. Само од кој е таму до 20, 19, 20 реков така нешто. Одлика го терам, тренерски живот си го терам. До 2021 Димитар го отвора клубот. Работи еден период, ми се јава, вика, дај вака и вака, ми треба човек за детска група. Кој клуб да? Адора. Адора работнички, сега е само Адора. Го отвара. Вика, дојде кај нас, демек работи со децава и тие што ги имаш префрли ги кај нас, ќе работиме. Океј, нема проблем, супер. Поубава села, подобри услови, се договараме за финанси, што како, и си заработувам добро, добри групи се, добри деца, полне сега, фала Богу, ние полно имаме 1, 2, 3, 4 групи кикбокс и 2 групи джудо. Тоа не работи клубот и плюс надпреварувачи, така да. Колку членови број кикбоксер клуб Адора? Па грубо околу 100-130 негде. Да зборам поделено по 3-4 групи, 5 групи колку и да сме. Повеќе тренери и така натаму. Стираме. Значи имам јас сум тренер, Марио, Шики, Филип Митровски, Александар, Стефи, Сунај, Иле, 7 тренери. Значи 7 тренери со 120. Така нешто, ако не повеќе, грубо се зборам, не знам точно, ама имам преку 100 сигурно. Значи вие сте целата сала. Да. Јас сум буквално доаѓаме сега пиша преска, идам од 4 сат, се прибирам денеска, завршувам во 9:30. Со тоа што имам група, персонални групи, мислам персонален тренинг, со друго едно дете исто работам, за надпревари го спремам и така натаму. Какви се условите сега, а какви биле условите кога ти си пил борч? Сега се на 10 пати појако ниво. Тогаш било да имаш саличи и правиш ракавици некои скинати, таму оставени од кузне од кога. Зашто самиот кажа дека си немал тренер сега. Нема, сами 2-3. Ти кажам, со Димитар највеќе, он е, да кажам, број 1 тренер си веб менен со друг. Ја го терав да идеме на водно. Тоа му идев секој ден са бајле, викам 7 или 7,5 да ви се договаравме, 7,5 на водно се чекаме кај полициската. И ја не земам телефон. Ќе ми се ми откаже. Не доаѓам, ќе ми каже, нема шанси, телефонот дома остан, знае дека мора да дојде на црта таму 7,5. Да идеме на водно да правиме тренинг. После тоа во сала, дали спаринзи, фокусери, такви работи. Че беа едни основни услови. Имаше таму теретана во дом нарама, не сакав тегови. Немав доволно познавање за да вежам тегови, за да знам што правам. Викам подобро не чепкам ништо, него да направам полоша. Сега ова знаење што го имам со кросфит, тоа ќе го поздравам Илија Исаковски. Он ме воведе, многу ме научи, да кажам, како да работам со тегови. Сега да го имам тоа знаење пред 10 години, да ќе поминем низ зидот. Не низ човек, низ зид ќе низ бетон. Ама сега го воведувам тоа, кај сите деца работат со тегови. Не се тоа да крева дедлифт, да крева 200 кила, ама се работи со тежини. Кеттлбел свингови, трастери, такви работи, чушневи, ланџес. Има ли талентирани деца? Неодамна на турнир во Босна, ако не се лажам, освоивте некои златни медали. Кажи ни нешто повеќе за тоа. Има. Талент има многу, мислам многу. 4-5 деца се да кажам, кај нас во клуб, што се надпреваруваат, за жал многу помалце, има повеќе талентирани, многу малце се надпреваруваат. Значи сакаат само рекреативно да се рекреативно повеќето, да. Ти рабе добар, супер, може ќе напредна борба, не е ова за мене.
Не сакам. Добро дете. Кога ќе има желба, пак кажи ни ќе работиме, нема проблем. Едино што се одвојува е Калин Бабовски. Запамтите го тоа име, тоа дете ќе биде шампион, сигурно ќе биде шампион. Тоа е вежба баш како професионалец. Чи трча детето, километар му е по 4 минути и 16 години. Може слободно да прави што сака. Вежбам со него, пошто иде во школа барем еднаш на ден, тоа е 5 до 6 пати во неделата, плюс тегови вежба, плюс трча, која што ќе може. Бевме сега во Босна, баш минатот викенд се вративме, освои злато, победи тројца, од кои едниот беше Хрват, вториот е македонец, третиот македонец. Хрватот бевме во Пловдив пред еден месец пред тој турнир. Од Хрватот изгуби за 1 поен. Тука му направи реванш, значи го победи некој си 6-7 поена разлика. Македонецот вториот изгуби на државно првенство за 1 поен. Тука го победи со 10 поени разлика. Значи се гледа напредот. Значи напредот многу. Оскона даска му е, не знам, сака тренинг, многу сака да тренира, сака да успее. Третиот исто го победи со разлика на поени, некој си 7 или 4-5 поени. Без разлика, мислам беше доминантен многу. Детето сега го спремаме, мислам го спремам да иде на Европско јуниорско, тоа е Португалија. Дај Боже, ако најдем финанси, ако биде све кој што треба, да се отиде, мислам дека има голема шанса да го освои. Тоа е, значи, август, 13-14, така нешто август. Си детето си работи на стол. Значи мора своите способности и своето знаење да го искаже на турнири надвор од држава. Дефинитивно, да. Кај нас нема ли турнири за јуниорски? Има, ама тоа е во склоп на државно првенство. Што е еднаш во годината, може да има второ изборно, ама ќе видиме уште, не знам, тоа не сум таму навлезен во тој распоред како е, ама треба да има. Се надам дека ќе има, пошто мора пак да освои, за да има легитимитет, за да може да иде на Европско првенство. Колку борби е препорачливо за дете на таа возраст, на 16 годишна возраст, да има во текот на годината? Па околу 15-20. Може да ги издржи тие 15-20 борби. Може. Повреди, фала Богу, нема. Аматерско е, има штитници, значи е кацига, има ракавици, штитници на нозе, за гениталите е станно да, тоа не го напоменавме. Во аматерското е со кацига, штитници, такви работи. Професионалното е само ракавици, гумица и за генитали и суспензор. Значи тоа е разликата. Тоа е разликата. Така, професионално имам аматерско. И професионално обично е една борба, додека аматерско секогаш е турнирска. Турнирска зборам, ако изгубиш прво коло и второ коло, отпаќаш, веќе толку на елиминации. Што треба да имаш 2-3 победи за да освоиш ти некој турнир. Мислам, да освоиш некој медал. Сега проблем е што еден од кај нас од нашата бранша од кикбокс го почна тој тренд, за жал, ама се поправа, со тоа што кажуваш дека освоил светски, европски, балкански шампиони направил, а тоа се купови. Значи разликата од светско првенство како турнир и куп е многу различно. Купови има во годината 10-15, може да кажем, низ цел свет. Може да се пријави буквално кој сака. Ти треба само клуб матична, ти кажат и нели спортска медицина, дека си способен за превари едно друго и можеш да влезеш таму. И таму можеш ти да освоиш, пошто зависи кај има, на кој место колку конкуренција има. Обично нема многу на помали турнири, и ако се четворица пријавени, ти со една изгубена имаш четврто место, тоест трето место по дефолт. Прво, второ и 2/3 се додеволуваат. Че можеш ти да изгубиш борба и да земеш медал. Можеш да си директно во финале и ти си изгубена борба имаш сребро. И сега кажува тој вице шампион или победил една и земал злато и он е светски шампион. Не. Едноставно не. Мора да се разграничи тоа како се дели успехот. И треба да се бројат според мене победи, а не медали. Пошто со медал ти може да изгубиш и да земеш медал, ти кажеш и сум освоил. Не си освоил, ти го дале, ти го подариле буквално. Кога ќе победиш барем еден да победиш, па тогаш имаш легитимитет, ти да имаш освоен медал, да имаш успех. Што е најбитно за резултат? Мускули или нешто сосема друго? Кондиција. Само кондиција. Само кондиција број еден. Број еден. Ти ако немаш кондиција да употребиш таа техника на тренинг, џабете, не можеш ни да тренираш како треба. Мене барем така ми кажеше мојот тренер, значи Звонко Јановски вика, мора да имаш ти кондиција за да почнеш да вежбаш. Не можеш од нула ти да почнеш одма, ајде,
ќе креваш тегови или ќе удираш. Не можеш, ако не ти работи срце, не го кренеш увисоко и да можеш да го спуштиш на кратко време брзо, џабе ти. Пошто една рунда е кај нас 2 минути, 3 рунди се. Тебе срцето ти работи сигурно 180 за време на таа рунда. Кога си пауза го спушташ, некој си 100, 120, 130, за можеш рекавер да има, па да можеш пак да работиш. Ако не можеш да удираш, џабе ти. Колку сакаш имат и сила и брзина и техника, ако не можеш да удириш, како? Едноставно не иде. Значи само кросфит е потребно на децата. Кросфит многу помага. Многу водно е број 1, пошто сме, да кажем, во Скопје, таков град, имаме услови за наводно, многу малци деца идат на водно. А тоа е број 1 за кондиција да имаш. Број 2 ете се теговите кросфит, пошто тоа е комбинација од сила и издржливост и нели кикбокс стандард техника да можеш да употребиш кои се тие техники и удари. Какви се следните планови на клубот кај што си тренер? На клубот е 5, кажав Калин да го пуштиме барем он да иде на јуниорско. Уште некој дете, ама мислам дека се уште не се на тоа ниво. Не би пуштил некој да иде на светско првенство само за да иде на светско првенство. Сакам да иде со шанса, со реална шанса дека ќе направи успех. Што може да направам 10 деца, ама не е тоа поентата. Да. И моја лична, да кажам, мисија во спортот да направам 10 светски шампиони. Зборам јуниори, сениори, што и да е. Ама сениори претежно сум за сениори. Сега некој ќе каже многу 10 од кај ќе дојдат. Имам време, млад сум и сам уште имам во мене и знаење и имам и трпение и желба и сакам да направам 10 шампиони. Во повеќе наврати сум споменал дека нашиот фокус како држава треба да биде малце на овие поалтернативни спортови. Кај нас барем боричките вештини има заинтересираност кај младите кон боричките вештини. Благодарение и на Дејан Ѓоргиевски, ете, се повеќе деца се занимаваат и со теквондо, па и на Олимпијадата, не знам која година, и Шабан Трстена во борење беше олимписки шампион. Финансиите, не треба многу финансии за да се створи резултат во овие спортови. Да, не треба многу малце. Значи, да речам, со некој си смешна цуна, за некој тоа е може многу, ама 10.000 евра да имаме, ќе направиме бомба. Да. А додека во групните спортови се вртат многу поголеми пари, а немаме некој сериозен успех. Че малце не треба, фала Богу, Калин зима он е единствен што не зима стипендија од државата, млада надеж, што тоа помагајте за турнири, за едно за друго, да може да си платиш што вика за турнир. Сега, сменето е, го читав законот, сменето е за околу финансиите за сениори, кога земаат они стипендија, се дели 60% иде за направувачот, 40 за тренерот. 40 за тренерот и селекторот. За тоа што 20 по 20% делат. Еве ја јавно кажам дека од никој нема да земам еден денар. Од тие направувачи кога земе некој, пошто знам како е да ми се земе, тоа е многу болно, нема да кажам имиња, нема да кажам ништо, ама на тоа ќе оставам. Дека ми земале и многу е лошо чувството и да земам некој, нема шанси, срце нема да ми даде. Нема тоа да земам пари. Од било кој. Дај Боже твоите планови да се остварат во брзо време. Веројатно таа бројка од 10 златни медалисти ќе треба време. Има потенцијал, има многу, особено сега, за жал, освен Бубан Илиовски, друг сениор немаме. За жал. Порано имаше 2-3, знаевме да се издвојуваме, да кажам мое време и пред мое време, имаше што носе медали. Сега само еден, ама за тоа јуниорите сега се многу добри. Има, речам, низ клубовите, низ државата, едно 7-8 деца што стварно се квалитетни и мислам дека од нив ќе стигнат да бидат шампиони. Што ви фали вам као клуб во држава за да остварите што повеќе резултати? Турнири нема, тоа е веројатно само државно првенство. Гледаме дека во балкански земји се повеќе турнири има. Финанси нема, тоа е јасно дека за секој настап на турнири надвор од држава потребни се финанси. Има ли некакви планови кикбоксерската федерација нешто да створи во врска со турнири во нашата држава? Па јас се надевам дека
едно време има планираа да прават барем еднаш годишно таков куп, дали балкански, светски или европски, не е битно, дали ќе биде во Скопје или во друг град, исто не е важно, ама убаво е искуството. Еднаш место ние да патуваме 10 сати до Босна, да дојдат они тука на наш терен и да ги избуксуваме буквално. Како стоиме во регионов? Имаме ли талентиране? Кои предничи по квалитет и по услови? Има барем од балканските земји. На Балканот сите се нема мислам лоши. Србија се добри, Бугарија се добри, Грција се слаби, не се Албанија така, ама така ти. Значи Србија и Бугарија се тука. Србија, Бугарија, Босна, Црна Гора, Хрватска, тие по да кажем ексију, да, добри се сите. Нема лоши борци. Сам има нели неквалитетни, ама има и доста квалитет. Имаат медали носат. Да. Добри се. Да се надевам дека ќе се доближиме и до нивните услови, до нивниот квалитет. Нешто они имаат наши припреми одат во Тајланд. Србите барем. Еднаш во годината идат во Тајланд. Цела репрезентација. Идат они нивни виски припреми. А Тајланд се позната нација како тајланѓаните како по кикбокс? Не по кикбокс, по Маутај. Што е малце различно, ама тука негде има допирна точка. Ама таму идат на кампови, буквално идат камп и тренираат цел месец таму. Значи различно е, тие имаат многу искуство, многу борби имаат. Друг пристапот е малце различен, ама тука негде помага многу. Еве се ние треба да идам во вторник, идеме ние со Калин идеме на камп во Бугарија. Бугарите финансираат огромни пари. Се пријавуваш буквално, ти гледаат ти си имал борби, не си имал, ако си квалификуван за таму идеш на тој камп. Таму се најдобрите кикбоксери од време, зборувам светски, од кај светски кикбоксери времето 2000-ти, 90-2000-ти. Семи Шилдс, Алберт Крауст, Енди Сауер, Ернесто Хост, Питер Ерц, тие се тренери. Значи од нив се може многу да се научи. Сега идеме во вторник, трае 3 дена кампот, све плаќаат освен превоз. Превозот ние сам индивидуално си го плаќаме, таму се покриваат хотел, камп, учество, све такви работи. И на крај има борби од нив одбрани од тие борци, од самите борци што се таму, вираат сакаш да се бориш или договараат нешто некој месец претходно да направат евент. Че тоа е многу убаво искуство ќе биде. Едва чекам да отидеме. Да, кај нас нема никакви такви кампови, не сум слушнал да постои да се организираат. Имаше порано и припреми, сега ни припреми немаме. Припреми сме имали, ние бараме недела во Дојран или во Охрид, негде сме биле. Или макар што се вика доводно да се отиде. Во категоријата кај што си бил ти светски шампион, моментално имаме борач во таа категорија? Имаме, сега се враќа, Пепи Велков од Струмица. Дечкото, не знам, имаше некои проблеми околу клубовите, па не му дава исписница, па на крај се отвори свој клуб. Сега се врати. Имаше, ова му е прва борба после 3-4 години. Морам да спомнам, го поздравам. Се избори феноменално. На ринг, тоа е, значи зема злато, имаше мислам 2 борби сега во Сараево. Му викам ќе се бориш ли на светско? Викам не знам ако ме земат, викам друг нема, че мора да отидеш. Имаш некоја време да се спреми, значи тоа дете исто многу спремно, многу јак. Значи имаме капацитет, има деца, има талент. Има. Фале малку, можеби финансите дека фалат и тренери, тоа сум сигурен дека фалат. Простори фалат исто, али просторот и финансиите се рака под рака одат. Така. Ма да, добро работиме кај нас со клуб, сега испаја се фалам, мора да се пофам дека работиме, работам со 2-3 деца индивидуално, јас и Илија, он кросфит, јас кикбокс, така да правиме еден склоп, да видиме до кај ќе биде, али мислам дека има резултат. Значи, со мене работат децава година и пол, со Илија работат неколку месеци, одма кажуваат има подобрување. Со тоа што тежините помагаат многу, експлозивност, издржливост и така натаму. Многу е битно кога сте вие достапни секогаш тука за вашите ученици, што имате убав простор за да го искористат самите тие, ако се желни за да направат и да се занимаваат со кикбокс. Кој сака може да дојде и да ми каже сакам да се спремам за превари, ќе помогнам колку што може, ќе се помогне. Било кој од друг клуб да е, ако дојде побара помош, спаринг што и да е, тука сме на вратите се отворени за сите. Точно до локација каде ви беше? Тоа е спроти Машински факултет, зградите на Адора.
Значи тоа е позади Ладној продавница или Марвел е близина кафич. Да. Така, и да трака во близина одма спроти Машински факултет. Позади комплексот МИДА. Ненад, фала ти за убавиот разговор. Ти посакам да што побрзо да ти се остварат твоите цели зацртани и ти посакам што повеќе деца и подобри времења за кикбоксот во Македонија. Така, фала ти многу, фала на поканата. Вие, драги гледачи, бидете со нас и следниот понеделник. Пријатно.